Изборната кампања за овие избори ја започнавме честно, без црни сценарија, без говор на омраза и согласно сите законски прописи, рече на почетокот на пресконференцијата Радко Димитровски, кандидат за градоначалник на Кочани од ВМРО ДПМН. Во обраќањето до јавноста тој се задржа на она што досега го реализирал во своите мандати, како и за планираните проекти за наредниот 4-годишен период, потенцирајќи ја соработката со Сдруженијето на пензионери. Во Кочани се отворија 5 нови клубови на пензионери, и тоа 3 во градот и 2 во населените места во село Тракање и во Ризари. Се отворија затоа што општина Кочани се грижи за сите категории на граѓани, а целта е да продолжат со своите активности и да можат да продолжат со меѓусебно дружење и во пензионерските денови. Сакам да подсетам дека во претходниот мандат општина Кочани изнајде простор и изготви проект со комплетна проектна документација за изградба на старечки дом од највисоки светски стандарди и ја подготви целокупната техничка документација и во овој мандат од 2017-2021 година ќе имаме дадено ветување во нашата програма дека следната фаза ќе биде изградба на овој старечки дом со средства обезбедени од јавно-приватно партнерство и странски донатори. Димитровски рече дека претходната влада на ВМРО ДПМН редовно ги покачувала пензиите, а сега тие биле замрзнати, па поради повисоките трошоци за живот опаѓал животниот стандард. Затоа, почитувани сограѓани, земете ја во раце програмата за општина Кочани за мандатот што следува, прочитајте ги проектите кои се од голем број за развој на општината и кои се наменети за сите категории на граѓани, од најмладите до најстарите. И знајте, со нас секогаш ќе имате можност да не проверите, затоа што она што го ветуваме и го реализираме. Димитровски упати повик граѓаните да ја дадат поддршката за него како кандидат за градоначалник и за листата за членови на Советот на општината, предложени од коалицијата на ВМРО ДПМН.